И добро дојдовте, драги гледачи, во ново видео. Во видео решив да снимам некои си брамбени вежби кои што може да ви помогнат во уличното тепање, значи местенки, удари со нога, со рака, како да го зафркнете вашиот противник и така, како лесно да победите едноставно улична тепачка. Пајде да ги погледнеме вежбите. Значи ова како совет да ви кажам, че ќе имате со овој дел од раката. Овие две коски, бидејќи тие се најцврсти, ако мавате со овие дел може да ги повредите тие. Значи или ќе ги набиете или ги искашите. Тие се најслабиот дел на раката. Значи со овој дел кога ги мавате со овие два. Ова е најцврст, па после ми идат другите по цврстина. Значи кога мавате. Гледате како е виткам раката? Значи ќе биде малце на страна на косина, како што викам. Значи не е прав удар, на косина. И комалате со овие два, овие воопшто не ви допираат. Значи ако сакате аперкат, можете да го погодите со овие, бидејќи тука е слабо. Но ако сакате вие директ, а погрешка го мамнете во чело, со овие можете да ги скршите само коските, ништо друго, значи само со ова. Так, и ќе малате со колкот, вртиме колкот и вашето рамо. Оп, значи, оп, и да биде ударот брз. Да има контракција на ударот. Значи не да го задржувате и да мавате јако. Нема ништо да постигнете, само може да се повредите ви самите себе, да се нашетите на самите себе отколку на противникот. Значи да бидете спремни за другиот удар со издишување. И тоа толку да се сега да ги помениме вежбите, како може се заместење за тие работи за ударот, значи ајде. Ова е прва вежба местење за сноза. Значи се изгледа ваката. Кога некој ве напаѓа во нога, за вие без да удрите, сам да се повреди, значи како што стоите во став, само малце коленото, ќе појдете напред. Ако оставите вака, може да го скрши нога. Ако оставите премногу коленото, може да го повреди. Оваа страна да го повреди. Значи оваа страна да биде, значи нога пардон, оваа страна не смее да ви ја допре, значи овдека. Од овој дел тука до тука коленото е премлеко. Стоите во став, оме мала во нога, вие слободно напред. Нека мамне тука, можеш само да се појаве својата нога, ништо друго, ќе падне доле на земја и ќе можете да го чупате пата. Исто така, во оваа вежба што ја покажа спаѓа уште една вежба. Ако ја напаѓа тоа беше од надвор. Ако ја напаѓа од внатрешната страна, значи само ќе го свртите коленото вака. Значи овој дел на коленото треба да биде тука. Ако изгледа тоа со другата страна, значи ова е мала со ногата, значи ова се мала, јако, вие само ова ќе направите. Вин ќе удри тука. Неговата нога ќе стане со на три дела може да се скрше. Ако погодите тој дел кај што треба, значи вака. Ја заставите и неќе, значи, колку сака јак удар нека има, да е на ваша возраст, значи, на 15 години, на 16, на 17, нема шанси да ве пробие вашето колено. Значи, оно е мало од внатрешна страна, вие само доле кликнувате и толку. Значи, со оваа вежба многу лесно може да се бутат вие, значи, не до силата си. Помага и паметот во борењето. Да погледнеме следната вежба. Следна вежба исто така, значи, е за со рака. Значи, доколку ве напаѓа кроше од страна, пример удар од страна, и пак пуно верен, значи, како што прават уличните тепачи, вие слободно ставите на тука раката, ама ќе пазите да не е вака па да ве удри, че ќе ставите убаво раката, ќе му наместите лакт. Значи, кога ја мане, ќе ја погоди точно во лакт, со овој дел од раката. Значи, за 2 секунди ќе биде парализиран, ќе не може да движи раката, вие за тоа време можете да го противникот долу да го соборите. Значи, само ставате тука вака, да го местите лактот, нема кај да мане, значи, чаби колку да јако дори од тон, само ќе се повреди самиот, значи. И исто така со одбранена вежба со лактот, кога ќе ме мала некој, например, со нога.
Ела, која мала некој, вака тука во телото. Вие кога се борите, ставете вака, малце да помрнете раката, значи. Оп, тука. Значи нема шанси да пробие ногата во вашиот грб. Он само може да скрши појдел од ногата, значи соведел се на ногата, која мама на грб. Значи стоите тука. Он кога мала нога, вие сте во гард, во стап. Значи он кога мала со нога, само враќате раката, ништо друго не правите. Он ќе мамне со неговата сила, сам ќе се повреди. Значи не треба многу да се нервирате, агресивни да бидете, само степа треба бидете смирени, да чекате. Значи ако се дешава нешто да ви извади нож и тие работи, вие одма нападнете го пред да ви извади ножот. Значи фатите го за раката, бутнете му ножот, значи се фаќа од едната страна на раката и другата страна. Само треба да здрмате. Како да ви покажам, нема што ви покажам. Значи од оваа страна раката му фаќате и од оваа страна. И го мавате. Мора да опушти ножот, значи ќе пробајте со сил така да направите антеколу, ќе видите како боли. Значи ето од кој мамне нога, заедно нога во грб. Само го спуштате, само ја спуштате рака. Значи само тоа, друго ништо. Толку тоа вежба за одбрана со лактот, да поденеме следната вежба. Значи вака, следната ќе биде совет, значи кога сакате буднете некој дебел, пошто дебелите луѓе помалце, кога мамде во стомак помалце осеќам, значи за да осети добар стварно удар, значи ви ќе го мавате во овој дел во стомак, под градите, одма. Кај желудника, значи било колку да е јак, било колку цврсти стомашен има, вие кога го погодите таму со добар удар, значи со овие два напред коски, значи не со овие две, значи со овие така на го погодите, и пак ако имате јаки прсти со прстите, значи во овој од стомакот, ќе падне, ви гарантирам, сечам глава добро, нема везе тоа. Значи, како што рековме, значи било кој да е го бутате, не е битно дали колку е снажен, само доволно е да го удрите таму со добар удар, да биде и брз, не мора ви премногу да истемнувате раката, премногу да напаѓате на тие работи. Следен совет кој што ќе ви го покажам ќе биде, значи во уличната пашка кога ќе бидете, значи ќе бидат повеќе луѓе. Не треба се пашите, значи треба само да имате прозивач зид или било што, пошто ако ве опколат е многу потешко да се одбраните отколку да има напред 10 луѓе, а назад ништо. Значи, ќе застанете во круг, ќе застанете до некој си зид и ќе гледате лево десно. Кој прв нападне, значи тој кој прв што ќе нападне добар бокс има дрвите во нос. Така сега вие го фаќате, гледате каде има таму со палка или некој, го фрлате натаму, го фаќате тој што е само со гола рака, го мавате него, фрлате друг чекате да дојде, го мавате и другиот чекате штрет да дојде. Значи ќе пробаш да им земеш да им земеш од палката, знаете. Значи ќе се излечете некако и путнете во него, ќе фатите палката, сосе него назад, дан, и измавате и нека дојдат. Значи ќе пробате значи ако не успеете тоа да го сторите, кој пут доле на земја, ќе пробате да ги браните овој дел од телото, значи главата е најбитна. Убусата нека ме мага во стомел, во нозе, ќе издржите, ама главата е најбитна. Значи, кога легнете, треба да се броните, овој дел од раката, треба да биде споен со ово. Ќе пазите да не мавнат, значи ќе пазите помалку удари да примите во вашата глава, зашто тоа стварно боли, че кога мамне некој со патика или со дрвена или железна палка во глава, значи ќе се држи, ќе се браните токму вака, ќе се скупчите, ќе пазите во слабините да не малат, значи ќе мрдате во десно, ќе правите некои акробации за да не ве повредат толку, да не ве малат. Ќе пробате да сопнете некој, знаете, го сопнете како што го сопнете. Ако на лизгав, например, на трева или на
песок, значи тој како што ќе падне право на вашите колена. Кога падне право на вашите колена, вие можете еден Бог за да оздравите, да станете и да продолжите да се одбранувате од тие луѓе кои сакаат да ве нападнат. Значи, овие совети вежби што ви покажувам не се за покажување, но сакам да ви помогнам доколку имате некој си проблем за понатака, ако ве закача некој, ако сака некој да ве нападне тие работи, да се одбраните, значи не ги користите за напад овие вежби, бидејќи стварно може да победите некој и да го пратите таму кај што не треба. И тоа е толку од мене, се надам дека ќе ви се допадне ова видео, секако лайк, шар, субскрайб, ако не ви се допаѓа секако ставите дислайк. Па што да кажам друго, се гледаме во следно видео со многу повеќе субскрайбери, многу повеќе гледаност и фала ви многу за 480 субскрайбери, тераме кон 500 и се гледаме во следно видео.